Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер, добре дојавте. Јади Бурек, уште едно издание, ТВ Сонце. Петочно издание, каде што, ајде малце ќе направиме ревијално, малку ќе ве слушнеме и вас, малку ќе идеме со музика. Сепак е ова ток шоу, ова е дейли шоу со позитивни и негативни работи. Во спрега со вас, почитувана публико, гледам дека народот изгуби здив. Случувањата се на дневно ниво толку големи, толку многу и толку многу презаситуваат. Знам дека вие не следите само вестник или вести, сега следите и интернет и се, и презаситуваат и човек е многу тешко да дојде до некое, како да кажам, фокусиран притисок за да се направи некаква позитивна промена. Но да знаете, драги мои, на еден или на друг начин, ништо никогаш не е залудно. Не губете надеж, ама никогаш не губете надеж. Без оглед дали сте се решиле со молчење, дали сте се решиле со статуси или сте се решиле со, не знам, да учествувате или во емисијата, да зборите, па да се повторувате. И се има своја логика и се си има свое допуштение, ама да знаете, и моите нерви се толку. И ја не сум бесконечен. Бидејќи дневно-политичките теми засегаат и некои теми за кои многу ми е жал, не ве осудувам, ме кара многу попаметни луѓе од мене дека не треба народот да го осудувам. Значи, окей, имате оправдание за се што ќе сторите и за се што нема да сторите кај мене. Мојот чемер што го имав за неделување, неактивност и премолчување, што го сваќав како одобрување, не знам дали знаете. Знаете дека премолчувањето значи одобрување. Толку. Ама ја не реков да. Чим си премолчал, исто како да е да. Ама можело и не. Да, можело да е не, ама е да. Не е експлицитно одбиено. Крај на муабетот. Тоа е и во судската пракса, а сега ние во општествената пракса, кој знае како ќе ни иде. Имено, има чудни случувања со уметничкото училиште, и овдека, бидејќи гледам јавноста апсолутно го игнорира овој проблем кој е морален, етички, но и прилично интересен и за кој би требало јавноста да се заинтересира. Во вторник имам двајца гости со кои ќе разговарам на таа тема. Во понеделник ќе имаме едно, ајде да кажам, посебно издание, каде што гостин ќе биде Андријана Јаневска. Андријана Јаневска, ја не знам како ќе се оправдам пред било кого, зошто досега не била гостин, но знаеш како, можеби најдобро човек кој ќе помине некој така пат и сублимиран од се. Не само што ќе го имаме задоволството да ја гледаме и слушаме Андријана, туку ќе ни приреди уште едно задоволство, а ќе има, па да речеме, еден подолг настап, каде што ќе настапи овдека во студиово моје, на мојава сценографија со пијано придружба и ќе изведе повеќе песни, вокално ќе изведе повеќе песни. Солза Грчева ќе биде гостин во емисијава. Солза има способност да многу акумулирано, концизно и со јасен, артикулиран став да ги изнесе севкупните политички проблеми. Она е добра за... Знаете, ја не ја сакам незе кога ја викаат на оние вртелешки, знаеш, она препекување со двајца гости, дуели или што ти ја знам. Мислам дека жената треба да ја оставиш, малце повеќе да каже, бидејќи има таква перцепција на сеопфатност и е убава слика и дава многу одговори на тој начин. Знаеш, дури на она што нема да одговори, на човек ќе му рече, значи, зошто овие работи се случуваат вака како што се случуваат. А што е целата идеја, па да ги детектираме проблемите? Знаеш, првиот пат, вистинскиот пат кон излекувањето е прво детекција на проблемот. И кога ќе поставиш диагноза, после веќе имаме
Колку и да е безнадежно, имаш нешто фокусираност кон што треба да се стремиш. Вака медицински кажано, а бога ми медицина нам не треба. Затопли времето, излегоа многу мангупи со мотори, излегоа фраерите со нивните брзи, спуштени, скапи автомобили, кои за жал немаат каде да ги возат и како да ги возат. Едно од овие теми ни е сеопфатна и се суштинска. Би требало да ја збориме со полицијата, но полицијата може само да ни каже какви се казните, определбите од законот и така натаму. Нам ни треба креативно решение. Најдобар начин да разговараш за вакво нешто е да разговараш со човек кој се занимава со трки. Иđе неколку пати бил гостин во емисија, не сум го побарал, ова е све трчам како прле пред магаре. Ке го поканам Иđе, нашиот најуспешен автомобилист во историјата на оваа земја, Македонија, да не ми вадите после, дека го избегнувам името, ќе разговараме со него за неговата кариера, што е прекрасно да се слуша, за неговите искушенија и начинот на борба, сето тоа е еден интересен и прекрасен процес, како и за оваа моја теза која се обидувам да ја протнам, а тоа е за изградба на автопатека во Македонија. Знаете ли дека во Германија Нирбургринг, една од најубавите и најбрзи, кај што нели и Формула 1 и Порше трки и што све не се одржува таму, е секогаш отворена и за јавноста. Луѓе што имаат автомобили со абнормални перформанси, а не можат да ги користат стално на автобанот. Автобанот е единствено Германија кој Хитлер го изгради и кој нема никакво ограничување на брзината. Ако вашиот автомобил може да иде 350 км на час, вие можете да возите и никој нема да ве казни. Секаде во светот постои ограничување, само на автобан не. Но автобан е автобан, треба да идеш од точка А до точка Б, Берне Минхен, како беше, не е важно, но Нирбургринг е патека каде што навистина мерак да си направиш со твојот супер автомобил, да си извозиш и луѓето што сакаат да се покажат во оние брзи вожњи и така натаму, наместо да го прават на улици и со моторџиеве и така натаму. И не ги разбирам, има страшна машина, нема каде да ја вози. И после ќе запичи на партизанска и збогом живота, што викаат французите. Или па на нашиве автопатишта кои се, не дај Боже да возиш и побрзо од 120 км на час. Така што една автопатека е идеална, каде што луѓе ќе се сјатат, ќе си ги возат своите коли, па стари, нови, па да си ја тестираш, па ќе се направат ресторанчиња, па трки редовно ќе има, па ќе се доаѓаат од соседни земји трки да се гледа. Мислам, треба да купиш земјиште, треба да асфалтираш. Не е тоа нешто невозможно, па не барам атомска централа да се направи. И неколку пати е ова дебатирано во емисиите. И ова вие се за идната недела. А за вечерва, драги мои пријатели и пријателки, не знам, ќе ги отворам телефоните, па ќе видиме дали враќањето на Бранко, дали сексуалното воспитување во што треба да се протне во нашево општество или други девијатни појави. Јас само ќе кажам една работа од политика. Мојот пријател од младоста, Орце Камчев, во овој момент доживува незаслужена тортура. Он е притворен без сериозни законски правни норми и врз него се врши мобинг, тортура и изживување, без намера за фер судење или било што друго. Има една работа за која ме колнал да не го кажам. Еден мој пријател ми рече, вика, не знаев дека е верник Орце Камчев. Јас само ќе кажам, нема поголем донатор во црквата наша од него. Ама за разлика од овие други што се фалат, Орце Камчев секогаш забранува. Сега е таму кај што е, не може да ми сврти на телефон да ми искара зошто зборам ова, ама јас сакам да го кажам. Затоа што ми е другар, напати ми се нашол, татко му негов му помогнал на татко ми, он ми помогна кога ми имав најголемите
најголемото здравствено искушение, можам да кажам, нели, Господ ми го спасува животот, ама он делуваше тогаш така како што делуваше. И не му се чувствувам како должник, но се чувствувам должен да изговорам. Појма немам каков ефект и дали воопшто ќе има. Знаете, ние сме општество кое ги мрази богатите. Јас знам дека орце не е цвеќе за мирисање. Ја не сум цвеќе за мирисање. Но секој заслужува фер. А знаете зошто го зборам ова за неговиот притвор? Не се изживувајте. Затоа што преседан се прави. Преседан за изживување врз човек, не е важно дали е орце или било кој. Ако врз тој преседан помине, утре, вам може би не, но на ваш близок, ваше дете, ваш внук, ќе се применува истиот притисок. Принципиелно е моето застапување за Орце Камчев, затоа што неговиот пример и ќе иде и надвор многу подалеку. Но зошто го инсистирам и го туркам? Зошто не оставам да се чека меѓународни институции или адвокатот негов и така натаму? Ја знам неговата здравствена состојба. Ја знам неговата здравствена историја. Генетски он има наследено проблем со крвни садови, со холестеролот и он е цел живот на третман. У оваква состојба недозволено да го држиш. Во притвор му се загрозува животот. Но, уште пострашно, тие што го држат во притвор го знаат ова. Елиминацијата да му се случи нешто на Орце Камчев е нивна најголема среќа, затоа што тогаш ќе се заташкаат лажните, невалидни докази врз кои он е притворен. Еве класична намештајка. Инаку да ви кажам дека ништо не задоцнува. Пред 15 години, овдека во емисијава или може би порано, се сеќавате ли на случајот на новинарот кој се самоуби во кофа вода во затворот во Тетово? Сега чекам зупчаниците тие зарđани малце да... Ај да. Епа дечки, тој бизарен случај не само што остана како што остана, срамот врз оваа држава, врз ова општество, допрва доаѓа. Netflix снима документарна серија и серија за самоубиство. Самоубиство. Да се самоубиеш у кофа вода. Мислам, бизарен случај без преседан во човештвото. И затоа Netflix одлучува да снима за него. Замислите каков срам, вака има тиња да трљаме од вака од кожа, црнила да ни искача. Ама ја не сум виновен. Знаеш зошто сме виновни? Виновни сме како цело општество. Што сме премолчале, што не сме изреагирале, што не сме се помолиле, што не сме соочиле. Секој од нас се сретнал со некој политичар. Му преќутевте? Да, доволна е вината. Не се очекува од вас да земете пушка во рака. Се знае во оваа држава, овој народ да се бори. Па, 903-та знаеме колку биле борци. Толку биле. Втора светска војна, 44-та се големите одреди. 41-та кога пукнала првата пушка, неколку бараби, неколку храбри момци тргнале. Востанието во Македонија, Скопје и Куманово, колку? 5 души, 10. Ама цел народ ако крене, друга приказна. Не крева. Океј, такви сме. Нема осуда. Ама барем овде да не се исклучуваме. После ќе ни се случуваат вакви работи. Ќе му се случи на Орце. Многу мина го... О, супер, одлично. Ама после ќе трчаш за органи за детето, ќе трчаш за апарати за респирација. И не знае зошто ти се случува. Колективната злоба лепи. Никој не треба да му се ситиме. Ја не му се ситев на еден Боки 13, кога го фатија корпус деликти, до ден денеска не ми е сеедно. И сакав он да биде во домашен притвор, затоа што никој не заслужува
да седи во притвор. Ние немаме такви криминалци од таков ранг. Да, Аце Циганот побегнал, па се знае кој го пушти врвот на политичкиот врв. Да, има бегства, ама сите се тие организации. Груевски побегнал. Па што, да не знае овие? Па граница не можеш да поминеш 15 сателити се на НАТО. Да не се правиме будали. Ке побегнал Орце, ке им се. Или она глумењето со Сашо Мијалков. Заради таа демагогија, ја не се грижам за себе. Знам колку сум црни и шо ми е проблем. Не се грижам ни за моите деца. Знам колку се и они со крстот на чело и ке си страдаат цел живот. Цел живот ке страдаат затоа што се честни и затоа што се во Бога. Ама утре ќе имат некои деца, можеби внуци ќе имам, кои ќе се охрабрат нешто да кажат. Тогаш ќе почне газењето. Па 5 века да држиш некој народ под робство и да немаш проблем, се работи за ментален. А мене, за разлика од вас, мене слободата ми е многу важна. За разлика од вас, вам не ми е проблем со слободата. Вие немате проблем. Вам слобода ви беше во време на Тито, што мене не ми беше слобода. Не може слободно да патувам кај сакам. Не збориме за последните години, 85 до 90 последните 5 години. Прашете во 60 години, како ми беше. Или 70, или татко ми кога мораше на службен пат да иде, со 4 удбаши позади грб му стоја да не пребегне, а еден седеше дома кај нас пред куќа. Многу убаво. Ама такво било времето. Одлично. Да ви се врати. Но започнуваме со музика. Имам 3 работи музички да ви пуштам. Тоа е прво еден спот, рекламен спот за моите најомилени фарми. Колку беа добри. Тоа се Левис 500 Cats. Левис 500 Cats, Левис беше главна фармерка и денеска мислам дека е главна. Со тоа што наместо оние стрейт или звонарки, овие беа малце така понапумпани, што значи за нашите рекреативни аспекти на нашето тело беа мощни, комотни, а сепак бевме и во шминка. Еве рекламата за Левис 500 Cats во ландроматот од 85 година. Перени со камења, да обелат онака, да остарат малце, прекрасно. Не ова искинативе ко свињи да ги јаделе, денеска што се носат, туку малце. Но, битно е дека дечкото кој го видовте на рекламава се викаше Ник Кеймен. Намерно кажувам се викаше, на слика можете да го видите. Дури и ние стрейтерите бевме фасцинирани од неговата убавина и стана инстант хит дечково во светот. Дури и Мадона го лапна едно време. Сними во тоа време неколку хита, а пред неколку дена на 59 години, што значи врсници сме, почина. Бог да го прости и да се сетиме, ова е за она моено време, овие генерација, сепак е ова мојата младост, кога почнавме онака шминка, живот, влеговме во шема, влеговме во оние сите работи. Убави времиња, но убави времиња. Најубави се времињата сегашни, но убави секогаш носталгијата е уште поубава. Да го видиме Each Time You Break My Heart од 86-та, Ник Кеймен, Бог да го прости.
Come on, boys, wake up. Ете, тоа беше Ник Кейман со Each Time. У наше време беше главен хит. Како го вртевме прилично во матиник, во матиник највише тоа време. Тоа е тоа. Океј, што се однесува до музиката, имав едно пријатно изненадување не вчера, завчера, кога колегата мој го донесе најновиот спот, најновиот продукт на Гаро Тавитјан и го вклучивме во програма Гаро и поразговаравме, останав фасциниран од тој проект во кој зема учесници на вистина врвни музичари во светот. Во некое друго време ова ќе беше насловна вест во сите медиуми. Но знаете како. Све се релативизира, убавото паѓа, лошото извира и тоа е тоа. Затоа, уште еднаш,
Пред да идеме со првиот блок реклами, веднаш потоа се враќаме назад и веднаш ги вклучувам телефоните. Очекувам вашите јавувања, вашите размислувања, што е она главно што не тишти. Или ќе збориме за враќањето на Бранко. Треба ли Бранко да се врати или не? Нема да оставам тема, но еве некако размислувајте. А сега идеме со Гаро, со еден прекрасен, летен, свеж, полн со живот и дух джез оригинал.
Ви благодариме што ги почитувате мерките. Ќе успееме и ќе се заштитиме од коронавирусот, само ако секој од нас е многу внимателен и одговорен. Запомнете, секогаш држете 2 метри физичка дистанца, носете заштитни маски и не се групирајте. Останете дома ако не мора да излегувате. Да ги почитуваме мерките. Така ќе им помогнеме на здравствените лица, на оние кои се борат за нашето здравје, на армијата, на полицијата. Секој може да даде придонес за јавното здравје и за наскоро да можеме заедно да го вратиме животот во новата нормала. Стоп Корона е мобилна апликација која со ваша дозвола им кажува на епидемиолозите доколку сте имале физичка близина со лице позитивно на COVID-19 во последните 2 недели. 2 телефони со симнати Стоп Корона апликации и со активиран Bluetooth се евидентираат како остварен близок физички контакт и таквите информации одат кај епидемиолозите. Овие информации помагаат на здравствениот систем за да се стопира ширењето на коронавирусот. Преземи ја апликацијата од следниот линк. Активирај Bluetooth и почни да ја користиш. Да го стопираме ширењето на коронавирусот. Од нас зависи. Најдобра и најкомплетна понуда на спортски канали. Единствено со Нео ТВ. Гледај ги омилените спортски настани во кристална HD слика на каналите Арена Спорт, Спорт Клуб или Евроспорт. Искористи ја промоцијата и земи некој од Нео Трио пакетите со супер брз оптички интернет и интерактивна телевизија. Нео ТВ, вашиот билет до сите спортски настани. Неотел. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Во втората книга, Само сонцето е постаро од Македонија, од Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски, ќе читам. Коментари, соопштенија, реакции, изјави, интервјуа, заложби за одбрана на името и идентитетот, вечниот копнеж кон татковината. Мерките за ограничување на движењето се олабавуваат и секој од нас ќе може да помине повеќе време надвор, а со тоа да се намалат гужвите во продавниците и банките. Но да не заборавиме дека мора да сме многу внимателни и да се заштитиме. При секој излегување надвор строго да се придржуваме до мерките за лична заштита. Да држиме растојание од 2 метри во затворени и отворени јавни простори. Никогаш да не се групираме повеќе од 2 лица, при што во група од 2 не се вбројуваат деца по 14 години на тие лица. Од сега, задолжително е носење на маска, марама, шал во сите затворени простори. Заштитна опрема се носи и надвор кога не сме во можност да ја одржиме потребната дистанца од 2 метри, како на пример на пазарите. Да останеме дома, да не излегуваме без потреба, да не се групираме, да бидеме одговорни, да ги почитуваме мерките кои штитат од коронавирусот.
Македонска империја, издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Од 23 април задолжително е носење лична заштитна опрема на лицето при напуштање на домот, во сите затворени и отворени јавни места, кога нема да има можност да се одржи препорачаната физичка дистанца од 2 метри. Заштитната опрема за лицето е респираторна маска, марама или шал со кој се покриваат устата и носот. Физичката прекривка на носот и устата, кај сите граѓани ќе овозможи прекин на преносот на вирусот. Заштитна опрема задолжително се носи во сите затворени јавни места, каде што има повеќе лица, како маркети, продавници, банки, пошти, здравствени установи, како и при користење јавен превоз. На отворено, заштитна опрема не се носи само ако престојувате во дворот или терасата од вашиот дом, ако возите велосипед, ако спортувате на отворено или ако се возите во патничко возило со лица со кои што живеете во заедница или домаќинство. Да бидеме одговорни, да ги почитуваме мерките кои штитат од коронавирусот. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Драги мои пријатели и пријателки, повторно во живо од студиото на Јаде Бурек. Ги отвараме телефоните за вашите јавувања и очекувам вие да се вклучите во дебатата. Што смета, што треба, што не треба, зашто, каде е фокусот, иако што да ви кажам, ја не знам на дневна база, мислам дека од час во час имаме афера, имаме случувања, но имаме и сосема поинакво размислување и во јавноста. Темата е отворена, а интересно, едно од вака попопуларните кои се протегнувало многу низ емисијата бил и еден Бранко Црвенковски, не заради моја некоја иницијатива, туку повеќе од јавноста што го зборел. Вие што сте го збореле. Па произлезе нешто дека Бранко Црвенковски наводно ќе се враќа. Има една теорија дека он се враќа заради незадоволството во СДСМ од сегашното раководство, а втората верзија е дека он се враќа во договор за да ги дампира
да ги привлече незадоволниците, за да сепак му се даде отпор на ВМРО ДПМН како најголема опозицијска партија да не може да профитира од овие некои лоши потези кои во моментов се случуваат. Го слушам телефонот. Имавме некоја дебата со колегите од режија, дали ќе идат низ филтер негов или директно ќе ги пушта. Ја му побарав директно да ги вклучи во програма, но сепак последна е негова, за жал. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, повелете. Поздрав за тебе и екипата и гледачите, наравно. На Софија Орска со темата со Бранко Човенковски во главно ќе биде. Па ја не знам дали спекулација или ќе биде вистина, ќе видиме деновоје што ќе биде, како ќе биде. Значи и во вашиот да блок отвори, не се знае. Добро, добро, интересно. Да отвори нова партија, не верувам. Он е роден као седесоговеци, ќе продолжи најверојатно така. Но како ќе се справи со знаеш, како ќе се погодат, ќе видиме допрвит. Кажи ми сега твое мислење, бидејќи не знаеш дали е вистина или не, но ти што би сакал? Би сакаш да се врати? И зошто? Чекай ме да те прашам, па ќе те оставам одговорите. Гледам, не знаеш, сакаш нешто да збориш, ама не знаеш што. Значи, те прашувам, ти дали сакаш? Значи, ако сакаш, зошто сакаш? Ако не сакаш, зошто не сакаш? Дали треба, дали не треба? Еве, повели, одговори ми. Види, јас сакам да се уклучи во СДСМ, а не нова партија. Пошто оние страх и трепет за ВМРО ДПМН. Од времето, така беше ситуација, неверојатно беше. А најверојатно ќе биде СДСМ. А јас може да спомнам позва денеска на средбата за Пендаровски и Битковски, може? Ако е битна, сметаш дека е битна работа, повели. Па, не вака. Ја одамна сум рекол се пред 2-3 пати кога го слушнав во јавност на господин Битковски, рекол, дојден да го слуши ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН е на огромна партија, една стара партија, со добра програма. Меѓутоа, дојде човек што не одговара воопшто на партијата ВМРО ДПМН. Јас секогаш сум рекол, да се тргне, да дојде човек стварно, што е способен, што е моќен и што има идеални идеи. Меѓутоа, му тркнала ДСК, не бил љут, Битковски со Пендаровски, скоро година 10 и колку беше тамо, и ДСК дошол да се сретне со него, да се расправа за 27 април 17 година. Што не ни он меродавен, ни Пендаровски. Тие не се суди, не се обвинители. Тоа е работа на обвинителството и судството. Така да изгубија добро. Ете се смирија, дека продолжат, ако мисли да остане Битковски, што не верувам дека ќе остане на конгресот која ќе го имат, дека ќе остане за крај, да, али конструктивно и добри работи дека ќе радат за државата, а не да го судат судот, да коментират судските одлуки. Не надлежи ни председател, ни председател на партијата ВМРО ДПМН. Благодарам за јавувањето, благодарам за вашите ставови. Инаку веста посредбата Мицковски изјави: не барам милост и амнестија, барам правда за осудените за 27 април. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски денес оствари средба со председател Стево Пендаровски. Во изјавата по средбата Мицковски истакна дека разговарале за политичката и економската состојба во Македонија, како и настаните од 27 април. Најдов на разбирање од председател Пендаровски
ona koje što je realno povezano со настаните од 27. што е основно човеково уставно загарантирано право на жалба и второстепена судска одлука на лицата што се осудени. Во моментот е завршени, за жал најголем дел од нив ја немаат добиена одлуката за да можат да искористат вореден правен лек и врз основа на новите информации кои ги имаат адвокатските тимови да ги достават до Врховниот суд или Европскиот суд за човекови права. Кратко и јасно, драги мои, да ви кажам. Благодарам, режија. Они се осудени за тероризам. Тоа е нонсенс. Тоа човек, почитуваниот мој редовен гледач вика дека е тоа на судовите. Да, ама судови ослободени од политички притисок. Но, знаеш, кога има политички притисок од твојата партија, кога е на власт, не ти чини. Јас само велам. Секој треба да биде осуден споредбено спрема делото. Тероризам да осудиш, а ние сме имале терористи, ни се шетаат по улици и ден денеска, а ова да го осудува за тероризам. Нонсенс. Липковско езеро не било тероризам. Нели? Диво населје не е тероризам. Шарпланина не е тероризам. Ама ова било тероризам. Кого правите луд, бе? И после општеството барате некоја хармонија и разбирање. Па нема да добиете. Зашто? Два аршина. Крај на муабет. Мавровските работници што било? Краснопис. Одиме со следниот гледач. Вај пак кулото, бе. Океј. Благодарам. Јовица, пак се напињаш со телефонов. Не знам што да ти кажам. Имаш да збориш нешто? Јовица од тето? Не, се исклучи. Thank you very much. Имаме следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програмата. Ми се допадна вашиот коментар, господине Јанко Илковски, стварно. Ова не било тероризам. Не ми се обраќај, него збори за темата. Независноста на судовите не треба да се коментира, а кога се дигна таму за Снилковското езеро, таму 1000-5000, тогаш може да се коментира насила или кога му вика на уставниот судија за уши ќе ве фатиме надвор, ќе ви изведеме со клоци, ќе извадиме со тоа може тогаш, тоа не е коментирање на одлуките, кога значи знаеш ова стварно неправдата најмногу боли. Замисли било која вистина повеќе помалку боли односно од невистината, од прикривањето на невистината. Фактички судиите сега, Врховниот суд дури ја крие тајната. Не дозволува, значи, да си изнесиш ДНК, а како ќе бараш ти правда од поднесено? Извини, Јанко, ти подметнав сега нешто малце додека ме... Знам твојата прича, сакаат да уништуваат личности. Ти ga знам темата веќе 4 години, ја кажеш. Ова сега ти кажам, ние, знаеш што излегува? Излегува работот дека ние не заслужуваме да имаме држава. Значи, вакви какви што сме, арни, бели, црвени, црни, зелени, жолти, розови, излегува дека немаме ние свест. Разбираш? Значи, и факт е тоа, факт е. Значи, види, не скара прво со србите, не скара со грците, не скара со бугарите, и што треба да видиме сега? Јас тоа ти го кажам уште пред 17,5 години. Уште што се вика, дека не туркаат во насока да не обезглават, едноставно да ни ја сменат. Не што викаш ти само она ти рекол ми рече, туку да сменат и верата, и нацијата, мада немам ништо против никој, дури мислам дека сите сме фактички од исти корен и од исто потекнуваме. Што значи и ги ценам и ги поштувам, зашто сите сте фактички еден е Господ. И што ти е поентов на Муавитов? Што ти е поентата? Чекај, се извинам, како рековте? Што ти е поентата? Оти имам друг гледач. Јанко, на толку зборење, ако не можеш да ми ја сватиш поентата, ја утнаме темата, значи. Поентата ми е, треба да бидеме сложни, единствени, да имаме идеја. Другар, кога ќе ме сретнеш приватно, ќе ми кажеш, зар не ме разбираш? Значи, ја ти кажувам дека џабе и 2 сата да збориш, народот не те разбра. Не е важно дали јас те разбрав. Затоа народот вика, браво. Ти благодарам за јавувањето. Браво за храброста, ама мора да поентираш. Зошто, што и како? У 2 реченици. Танк. Вовед даваш и на крај заклучок.
Само тоа признавам. Следниот. Добро вечер. Добро вечер, господине Илковски. Веќе долго време не сме се слушнале. Имам Христос воскресе, добро имам болка во здравје за душава. вас, за вашите Вистина колеги воскресе. и Повелете. вашите семејства. Полека, господине, одиме со темата. Ајде, повелете. Видите во што е работата. Јас секогаш наоѓам кога се зборува од нешто, се доаѓа до компромиси. Ама ако не се зборува, нема ништо. Па тоа е тој Мицкоски што сака реалитетот да излезе како дело на видело. Ништо не те разбирам. Уште се Што е тоа? вија, уште Реалитет ве имам да со овај излезе на видело. претходнико. За тоа не може да се разбереме. Ни ја не можам да те разберам тебе искрено, ама добро. И претходниот не можев да го разберам. Океј. Ништо, ако не се разбираме, да ви посакаме добро здравје. Секој е бидете добро, живи, благодарам што здрави, се па. јавивте. Благодарам режија, лека ноќе и пријатно. Одиме со следниот веднаш штом ќе биде тука. Знаете, политиката бара рационалност. Имаме вовед, зошто и заклучок. Толку едноставно. И ја тоа го барам од вас. Да, другите мои колеги по другите овие контактни емисии утрински, не. Таму можете што сакате, бидејќи тука сте, ама ја не сум. Добро вечер. Режија? Ало? Добро вечер, повелете во програма сте. Режија, го пуштивте, го исклучивте. Дали го имаме повторно? Да, ало, добро вечер. Добро вечер, повелете во програма сте. Значи, гледачиве и преска и сега не ме слушаат. Имаме мал проблем со... Мојот микрофон не стига до гледачите. Ало? Океј. Добро вечер. Океј, ќе бидам трпелив. Не е проблем, ништо не ми смета. Добро вечер, дали ќе говорите? Ало? Добро вечер, повелете, во програма сте. Јанко? Добро вечер, повелете, во програма сте. Добар вечер, Јанко. Прв пат се јавувам во вашата телевизија. Повелете, господине, говорете. Прв пат се јавувам во вашата телевизија и многу ве почитувам, да знаете, а ве гледам долго време. Благодарам. Повелете, говорете на тема. Видите, јас ви наметнал една мала сосема тема во врска со тероризмот. Добро. Еднаш треба и тоа да се стави на... Каква разлика има меѓу терористичкиот чин на Ванчо Михајлов, што губи кралот на Србите, и него, господата Мицкоски, кон не го употребуваат стоколмскиот синдром, да си ги сакет своите джелати, односно српското робство, и Гаврило Принцип, кој е општо познат терорист во Југославија, а сите ние го славиме. Ви молам разликата меѓу Владо Черноземски и Гаврило Принцип. Благодарам. Мене ме прашуваш. Со задоволство нема да одговорам на прашањата. Затоа што ви давам простор вие да поставите прашања и дадете одговор. Ја навистина не се чувствувам повикан, а дури и навредливо е мене да ме прозивате за тие прашања. Ја се трудам овдека да дадам слободен простор Хајд парк и да слушнам од вас вовед и заклучок. Толку. Ја стварно, дури и да имам одговор, одбивам да го дадам. Но ако бидам гостин во некоја емисија и ме прашаат каде што, нели, би било некаков простор и така натаму, секако дека ќе го кажам. Овдека ја вас ве поканив во емисија како гости да ве прашам, да го слушнам вашето мислење, секако. Ке почекаме до следниот гледач. За сега немаме никој. Океј, режија ми дава сигнал. Добро вечер, повелете. Поздрав, Јанко, среќни празници. Христос воскресне за многу години. Повели. На вистина воскрес. Вака сега, јас сакам да кажам, терористи, се знае кои беа терористи и терористичкото загрозување на оваа држава го направија тие пред да се влезе на народот внатре да си ја брани државата. Кое што
по завршена седница направија терористички напад, го избраа Тала Џафери со 58 гласа, а не со 60, и го поставија за председател на собрание и ги донесо еден куп закони кои што ќе дојде едно време кога што ќе дојде вистински уставен суд со вистински судии кои што нема да бидат политички определени, нема да бидат под политичко влијание и закани, и да можат правилно светоа да бутнат и да не важи. Затоа што, као прво, тој не е избран правилно. Друго, терористите што ги убиваа полицајците во диво населје во Тетово, работниците мавровски што им пишуваа по грбовите, што ги врзуваа во лешок за стубот тамо, тие од мотелот, и Липковско, тие се терористи, не се овие терористи. Мора да се повтори судењето. Ако се виновни, да одговараат за тоа што го сториле. Насилство, физички напад или било што. Терористичко загрозување на државата не се тие терористи. Срамо тоа што го прават. Тоа намерно го направија само колку да им влеат страф на народот. Интересно е дека Пендаровски јавно изјави на медиум, изјави дека он смета дека они не се терористи. И тоа беше многу шокантно, да речеме, бидејќи од позиција на власт ја даде таа изјава додека нели шарените прилично се шитат што овие скапуваат по затвори и ги нарекуваат терористи. Одеднаш нивниот човек излегува и во јавност и вели. И тука е моментот зашто Мицковски одлучи да сепак се сретне со Пендаровски. Слушај вака, јас пред неколку недели се јавив и ви кажав, ова е машинерија на СДСМ, значи тактички правено да се скрене внимание од најголемите криминали. Што накажа, ќе се повтори судењето, ќе помогне за нешто? Ништо не кажа. Само замајување на јавноста, за да се скрене внимание на дуплите матични броеви, пасоши, дрогата на Заев што ја најдоа тамо горе. Све тоа се стави во сенка, ајде сега ќе се занимаваме со Пендаровски, со Црвенковски. Тоа е машинерија, бе. Тоа е све плански направено. Алал да име. Алал да име. Само ја не знам, ама, Јанко, знаеш што? Дали они се свесни дека животот е тркало и се врти, ќе се сврти, ќе се смени власта, што правиме после? Што правиме после? Ќе направат дил. Па каков дил, бре? Дил ќе може да направат со народот, нема дил да направат. На народот више му е довегите горе, уште малце и ќе му пукне. Не се согласувам дека му е на народот. народот. Добро, не се согласувам. Јас го имам моето мислење. Добро, значи, добро. Не може да направат дил. Значи, више крајно е ова. Треба да си заминат. Значи, јас само им кажувам на идната власт што ќе дојде. На идната власт. Го Широкиев каде? Океј. Истото што го направија ова, да им го вратат, да барем едно месец, дена, два, да видат како е. Срамота да ова што го направија. Како може терористи да ги направат, бе? Тоа нише, не знам што да зборам. Сакам само малце да кажам за Орце Камчев, ако ми дозволиш на 10 секунди. Океј, ако е за Орцен Камчев, ќе ти давам и 5 минути. Вака, Орце Камчев е еден од многуте скопски фраери и шмекери. Не може тоа да го разберат струвичките селјаци. И му љубоморат и не може да го разберат тоа. Не може на тоа ниво да се качи. Значи, опинок си опинок, не може да биде градски шмекер. Да ти кажам дека вистина збориш затоа што у исто дриштво се овакво, од средно сме заедно и стварно беше и тогаш фраер. Абе, Орце, дечко ипол, бе, кој сака нека каже сега... Стрит смарте и ме подсеќа на татко ми. Он така беше. Стрит смарт бизнисмен. Океј, во ред, продолжи, повели. Ова се луѓе кои што сакат све да земат. Значи, сакат да му ја земат болницата, тоа е поентата. Ама он не ја дава. И сега, ајде, ќе ти најдеме чаре, ќе те стрпем у затвор.
Орце, колку луѓе вработило таму во болницата, колку донации има дадено за безпари, за операции, за деца и за било што. Колку луѓе зимаат плата, бе, и од таа фирма и од другите фирми, бе. Срамо тоа што го прават. Ја не можам да ги разберам. Доста е, бе, више, аман одете си, остајте во народот да живее, бе. И викаш дека дури и ова со Бранко, окей, фала ти за Орце, затоа што ми е личен пријател. Извинете, не можам да бидам професионален и неутрален новинар по прашањето на Орце. А од друга страна, го спомна, Бранко Црвенковски, тебе ти што, дека е ова игранка, мислиш? Абе, ова е шема, бе, како? Абе, нека не паѓат на такви провокации, тоа е свет политички работа. Тие што се расклимани, што сакат да избегаат од СДСМ, ај да не отидат у левица, десница, горе, доле, лево, ај ќе го малце зврцнеме Бранко, ако случајно гледаме дека расхол има во Охрид. Сега ќе почнат и по другите градови, каде што сега се прават советничките листи. Сакат некој друг да дојде советник во општина и ќе почне сега превирањето. Штом во Охрид почнало превирање, ќе почне и по другите градови. И сега Заев знае, вика, овие да не ми киднат мене, дај ќе го активираме Црвенковски, ќе го разбудиме и ќе му речеме, слушај, ги имаме уште прислушкуваните твои разговори, знаеш? Ајде сега ти малце активирај се, собери ги овие и пак ќе си бидат ти у СДСМ. Па добро, испадна дека Заев ја држи цела Македонија за јајца, никој не смеете да писнете, за секого има. И за Мицковски, и за Груевски, и за Црвенковски, и за сите ги држи во шака. Па значи нема да падне овој. Па чекај, па тогаш нема да падне човеков? Нема шанси да го сменат. Слушај ми го зборов, ти кажав претходната емисија. Подхитно да донесат пари да префрли владата до ДИК, да се нарачат фингер принтовите, како ги викаат тие за скенирање, за гласање, затоа што имам сознание дека нема да ги донесат. Дуи 40% му избегаа во Алијанса и алтернатива. Единствена шанса да победи Дуи е да пунат кутии. Значи нема да ги донесат, слушај ми го, ќе видиш, нема да има гласање. Добро, ти благодарам за јавувањето. Поздрав, лека ноќ и пријатно. Само да не го земеме системот за face recognizing на Apple, кој се покажа многу ефикасен, покажеш своја слика и отклучи ја телефон. Добро вечер. До душа на сите. Добро вечер, повелете во програма Стејан. Вака сега, јас нешто околу вакцините би сакал. Како не? Слободно. Мене на 7 април ми почина зетот, 40 годишен маж. На ќерка ми го изгуби сопругот. Моите двајца внуци изгубија татко. Значи на 7 април вакцините, ако примете сочувство, многу тажно. Во јануар месец многу луѓе ќе се спасеа. Сега имам порака до овој Филипче и до Заев. Во нивниот стил, додека дишам, додека одам по оваа земја, додека гледам, ќе ги учам моите внуци. Сите луѓе треба да знаат дека тие крвници на македонскиот народ требаше да донесат вакцини на време, а не сега да се ударат во гради со некои донации таму дека го спасиле народот. Благодарам, многу пријатно. Треба понекогаш да знае човек кога треба да заќути. Затоа што после вакви работи нема и што да се прозбори. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Пред се сречни великденски празници, со многу здравје и многу успех во животот. Христос воскресна. Повелете. Вака, јас ќе поразговарам на таа тема што вие отворивте за господинот Бранко Црвенковски, екс-председател на СДСМ.
Повелете. Знаете што? Да ви кажам на сите дека Бранко повеќе нема да се замарат со политика. Он си е пензионер и нека не ваđаат некои политички интриги, некои луѓе кои што си фантазираат дека те ги земал он гласовите си. Не бре луѓе, он купил куче, едно убаво си се шетат во Ново Лисиче и убав живот си живее, не се замара повеќе со политика. Бранко е Ново Лисиче, нема шанс. Со сигурност ви давам тачни информации дека Бранко немат. И го поздравувам Бранко, тај веќе се представам, макар во чест него Иван од Гостивар, неговиот колега, бивши колега од факултетските клупи. И него и неговиот кум го поздравувам, Перо, кум од негов, и му посакувам се најубаво. И знам каков карактер има Бранко. Бранко е легенда за историјата на овие 30 години. Како бил, тако бил легенда. Останал тука достоинствен до својата партија. Има он бродот си го пушти да го плови. Има кормилар, дали он ќе си успее со тој брод или нема да успее, тоа е негово. Партијата СДСМ одлучила да биде Зоран Заев од село Муртино, не е од град Гостивар, за жал, или не е од Скопје. Таква му била наклонета среќата. Јас мислам дека погрешно информации ви дава за господинот Бранко Црвенковски. Верувајте дека нема да се замарат. А во однос на една друга тема, ако може ми дозволите неколку минути, да кажам за 27 настаните што беа жртвени јагниња. Јас многу ги жалам тие деца кои што се заглавија во политиката на ДПМН. Меѓутоа се свести некој совест го гризет од високите функционери на ДПМН, па побара некоја си расправија, за жал. Меѓутим, знаете што? Греота е да се гори војска, а да нема генерал ни не изгорен. Така да, господинот Пендаровски многу паметно постапи што и што ќе дозволи да се врати, ако дозволи, не навлегува во неговите работи, ако дозволи да се врати поново на судење тоа дело. Затоа што ги јас се согласувам дека многу се осудени. И тие не се тие терористи, и тоа се согласувам. Меѓутоа не се ни бранители, на уставобранители, не се. Тие се наседнаа на политички план на некои идеи, на некого од врвот, и така се изгорија јадни деца, што од се срце ми е жал и им посакувам се најубаво што повргу да се расветли тој случај во судот. Толку имам, господин Јанко, поздрав и убав и насмеан ваков да те гледам цел живот додека разговараме на телевизија. Благодарам. Лека ноќ и пријатно. Одиме понатаму. Ќе почекаме. Добро вечер. Да, веднаш имаме. Добро вечер, повелете. Се слушаме, нели? Да, одлично, повелете. Вака, ја би зборил за 27 април. Повелете. Тоа беше класична удбашка намештака. За да има терористи, треба да има терористичка организација. Американците Ал-Каида ја прогласија за терористичка и тие се терористи. Нашиве терористи на која организација припаѓаат? Че за да имаш терористи, треба да имаш и организација. ВМРО терористичка. Така. Дали се сеќаваш дека седницата беше закажана за во 12 часот? Не се сеќавам, али збори течно да не те прекинувам. После се презакажа за 17, мислам, кога беа и протестите. Значи, намерно беше седницата презакажана за да се испровоцира народот. И современо и Вардар играше фудбал тогаш на стадион. Комитите, знаеш, малце полесни се за провокација, уште тоа им требаше. Све беше смислено. Значи, смислена акција во парламентот. Немаше луѓе со оружје. Имаше луѓе со оружје од другата страна. Немаше пратеници од ДУИ. Беше само Села, кој претходно даваше изјави провокативни. И химната се испеа да се испровоцира народот. Заради тоа што правите терористи се тие што на терористички начини ја преземаа власта во тој момент. Значи тогаш СДСМ и ДУИ на терористички начин државен удар направи ја преземаа власта
И мораше да се предизвика инцидент, да се окриви некој друг, за да се покрие нивниот терористички акт и државен удар. Таа е таа вистина, настрадаа невинни луѓе, патриоти, тие се уставобранители. Значи луѓето влегува внатре да бранат. Нема оружје. Зашто има оружје тие што беа од другата страна? Кој ги пушти со оружје во парламентот? Кај што има скенери. Како може луѓе да влезат? Имаше од странска обавештајна служба човек унатре. Кој го пушти? Значи нека не кажуваат приказни. Го искористија патриотизмот на македонецот за спроведување на нивните цели. И целта се покажа. Да се преземе на терористички начин власта, да се смени името, да се спроведат сите овие глупости што обезличија Македонија. Значи луѓето не е да им се суди повторно, луѓето треба да се ослободат. А вистинските терористи ќе дојде време сигурно ќе одговараат. Поздравјам. Благодарам за јавувањето. Да немате забуна, бидејќи од време на време да не ви стојам, ја не сум некоја атрактивна појава, за да ви бидам со ликот. Илустрираме со, например, ова се дрон снимки од старата Скопска чаршија, да додека разговара, ете, барем визуелно биде малку попријатно и малку поразлично, да се разбива монотонијата. Нема никакви посебни интенции, кога за една тема се збори, токму ова се пушта вечер, во ова го одбрав македонската телевизија што снимила со дрон изменатиот период, некој видео е ставено на YouTube, па нели како фривер за користење. Чисто да се објасниме малку ако некој има погрешна асоциација. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Доброгодини деројте великденци што поминаја. Повелете, ве слушаме. Јанко, од Прилеп се јавувам. Повелете, да. Само 2-3 збора кратки. Да. Луѓе на 27 април таму што беше не се винови треба да се слобода. Зошто? Да, треба да се слобода. Зошто? Работа се дечина има. Зошто? Сите фамилија имаме. Не бе виновни луѓето, ништо не бе виновни. Ајде и пријатно. Благодарам, пријатно. Еве, некако се фокусиравте во овој дел, во овој сегмент од разговорот. 27 април, очигледно дека остануваат се уште неодговорени работи на таа тема. Одиме со следниот гледач, продолжуваме со вашите јавувања. Политиката си доминира, as usual, и тоа е нормално. Ваши размислувања, вовед и заклучок за вашето размислување и јас сум ви преблагодарен. Добро вечер. Христос воскресе за многу години. Јанков, поздрав од војводите на Оравоец. Земјава страшно се тресе од сите страни. Заевата рана има голема мана. Односно, јас го слушнав еден господин нешто подкажа за Заев, а ја имам песна испејано. Тоа момче фино, земјава е продаде од Муртино многу ефтино. Дури имам и друга песна напишано Сирен оган, зоре гора згоре, ајде гаси оган македонскиот народ и македонската света земја да се спаси. Така да, како да кажам, терористи, кои се терористи? Тој е најопасниот и најагресивниот терорист, што ги амнестира тие што му отворија врати и сега, за да може да не се чуди, ами цело ВМРО, цела нација на смрт да ја осуди. Па тој многу го кажа. Ако се слушаме, живи луѓе ќе јадам. И вистина, почна народот македонски да страда, а со неговите соработници почна живи луѓе да јада. А до кога не знам. Време е крајно народот да се не чуди, туку да се разбуди. Поздрав, Јанко, не знам, само гледам вода. Кој во вода ќе пропадне, дали луѓе јадни или ја ќе пропаднам? Јанков, значи мораш онаша испед песната 16 како сонце изгрева до Ревачка планина. Ја ти благодарам што пушташ некој ветер, но таја да ја пушта сега и бидејќи е отпет Марулско поле нагрева млади
емисијава е како живот. Тргнавме расположено, па сериозно, па дојдовме до еден тежок и трагичен и траорен момент од еден гледач, па дојдовме и до овој секогаш преоптимистичен човек и така натаму. И јас сум ви благодарен. Сите вие се разбирали или не, ја правите интересна емисија. Уште ја ако зевам и ве оставам што да правите, ќе биде уште пододе. Вака се подкачуваме помалце, последниот пат малку поинаку. Нели? Океј. Режија, дали имаме друг гледач? Не. Океј. Можеме тогаш тука некаде и некако и да ја заклучиме емисијата, да ја завршиме. Ја ви благодарам, сепак петок навечер, доста е за петок навечер, не би продолжувал со повеќе муабети овој овој наш убав лепенка лик нека остане како такво. Одиме со промо спотот ТВ, барам еднаш неделно да го пуштиме на музика Горан Трајковски, режија Максим Милковски, промо спотот Јади Бурек 20 години 7-8, како за крај. Многу е добро музичево. Ама зато и монтажата уште подобра. Перфекто. Во тоа со Дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се купи. Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. Да кажеме парот е Добро на Македонија. Се радувам што Продолжи, ја мислам. Сервиси, сепорт и поддршка и хардверски и софтверски апдети, све, ќе ти дојде да се купиш играта пример за PlayStation 4, доколку имаш 5-ка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поарт. Требаше да се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го отелотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на инсектор. Android 10. Како ќе успееме, повторно ќе кажам, ако се обединиме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот.
и се најубаво анализира некој што е страна. Тие што прележале веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Не се отказвам од сонцето 16 краков. Сакам нам песна напишено, јас да те гледам, сакам. Да, сонцето уште поблескаво. И од мене. Вино да пија и со Јанко книга да спија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик. И тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираше како ИСО. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене, човек не комуницира само со зборови, тој комуницира и со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Смејам? Еве, чизкейк. Може за госпожата? Добро. Еве, за Боже ќе земеме ендакси, автоме, терамису, а потоме базе. Базе. Гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиела. Зашо мајка му чисти, пере, готва, татко само седи и пие. Зашо мора на мајка му одменица да барабе? Шо не побара на татко му одмени. Така одмah ќе се нападам ти се. Кога почне да ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш? Або викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре бе, на сите им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Сам си го барате, господине. Он ќе ми игра во представата и прв пат ќе се појави во театар. Конечно на представа, тоа требаше да се свртам, а ти ме театар. Да. Пази, што ми кажа? Как луѓе ја за тебе? Права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да те вика. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Имам еден брат, абе тие Далтони шо вече 4 аверел сум јас, најглупиот, само слушај, не добро. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисија на горниот телевизор, само да му кажам да го пушти бојот одгоре. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Тамо да си доеме дома. Подорево ечка мамо планина, Прилепско поле. Имаш една Програмата да поздравува тебе. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер.